Почитувани гледачи, добро вечер. Уште еднаш во студиото на телевизија Нова. Терористичкиот напад во Ница го сврте вниманието на светската јавност и го згрози населението секаде во светот. Французите се вознемирени, исплашени и лути поради одредени пропусти кои што можеби се случиле во обезбедувањето, но гледката беше страотна. И предлагам, иако вечерва ќе разговараме за домашни политички теми кои што нам не обременуваат подлого време, со мене се двајца аналитичари и еден припадник на политичка партија, Љубомир Јосифовски, пратеник од НСДП, и Сотир Костов, политички аналитичар и поранешен обвинител и многу други обврски и професионални ангажмани кои што ги имал во животот. Ајде само еден чест на она што во Ница се случи, господин Костов, како вие го коментирате? Дали наистина имаше безбедностни пропусти, дали не може никој лесно да се справи со тероризмот, или пак станува збор за некоја големи игри околу тоа, бидејќи Франција е мета на 3 туристички напади за година и половина? Кога чув и кога видов на интернет, останав згрозен, без текст, без коментар. Но сепак нашата улога е да коментираме, да предупредуваме, да укажуваме. Мислам, голема загуба, жално е, и еден човек да се изгуби, а камоли над 80 човечки живот, мислам. Загуба за Франција, загуба за Европа, за светот, би рекол за цивилизираниот свет. Очигледно нешто се случува. Јас имам една теза, многу луѓе не ми ја оправдуваат, дека современиот свет, тоа е современата политика, денес пати од недостаток на лидерство, на врвно, на вистинско лидерство. Еве, да се задржам во рамките на Европска унија, мислам дека лидерите негде грешат. Кампански ја терат работата, после ова ќе уследат, ако дневно се пуштале по 10 бомби во Сирија или во другите држави, по 20-30 ќе се пуштат, мислам, против современиот грозен, зверски, нецивилизиран тероризам не треба така да се води, треба стратегија, треба добра тактика, треба добра оператива и лично мислам треба тоа сето да биде инклузивно, да се обиде со тие луѓе кои се оттугени, сега зборам за француското општество, а знаеме дека таму има милиони луѓе кои доаѓаат од африканските и од азијските земји, и ако вие ти не работиш со нив, некој друг ќе работи, а еве кој друг работи, ѓаволот Луцифер, Ида, така наречена, грозната, која е ја надмина таа во зверствата, во некултурата, во нецивилизацијското однесување, ја надмина Ал-Каеда. Ја би рекол, Ал-Каеда е мало дете веќе за месеци за иде. Така да јас сум згрозен од ова, било и да не се повтори, но останува прашањето, зошто 3 пати во Франција во неполни 2 години, а зошто не на друго место? Што станува? Дали Франција станува некој погоден терен, некој да експериментира со животите на луѓето и така натаму? Нека седнат малку луѓето во НАТО, тие тешки генерали со толку звездици, нека помислат малку за безбедноста на Европа, на Европската унија, па би рекол и на светот. Мислам, треба молскавично, стратешки, долгорочна акција, а не само одговор на ова зверство во Ница. Јосифовски, предпоставувам дека и како човек и како политичар ги гледате вестите, навистина беше страшна таа слика. Човек треба да се чувствува со граѓаните, нели? Каков е вашиот став околу ова генерално? Апсолутно се сложувам. Значи, ја би сакал еве јавно да изразам сочувство до францускиот народ. Тоа што го видовме по телевизиите претставуваше тешка катастрофа. Значи, не можам да коментирам на тоа ниво во професионалниот дел зошто тоа е случајно, дали се работи за некаков системски пропуст, дали се работи, значи, пропуст во работата на службите кои што имаат една од основните задачи, значи на контраразузнавање, каде што би требало да ги спречат и да превенираат такви акции од страна на терористите. Она што јас го гледам, мислам, гледката е страшна. Значи и она што ме мотивира највише во целиот случај е дека факт е за граѓаните што треба да знаат, дека политичарите ја носат основната одговорност за состојбите во државата. Така. Особено во делот на безбедноста на граѓаните, особено во делот на нивна заштита, и на некој начин треба да учиме од настаните кои што се случуваат не само во Франција, но генерално во светот, дека иако Македонија е мала држава и меѓутоа се
наоѓа на еден пат кој што де факто поминуваат многу работи кои што се дел од тој тероризам, да го наречем меѓународен. И ние како држава треба да превенираме во тие работи, значи треба активно да службите да си ги работат своите работни задачи. И тука би се вратил нормално малце во делот на нашата политичка сцена, да не се дозволи она што имавме прилика пред 2 години да го слушнеме, да се доведеме во ситуација некои нашите разузнавачки служби да ги злоупотребуваат за своји лични цели. Значи, службите треба да работат во интерес на граѓаните и првенствено треба да биде нивната заштита и превенирање на ваков тип на терористички акции. Добро, мислам дека е добар вовед во она што би го разговарале, можеби и ова сентенца што Јосифовски каже дека политичари треба да се грижат за безбедност и за многу други работи во интерес на граѓаните. И безбедносно, и економски, и политички, значи да може општеството да се движи напред, да не заглавува како Македонија овие година и пол во една политичка криза. Фала Богу, немаме такви терористички напади заради кои што би се грижеле за екзистенцијата, за физичката безбедност, но несомнено Македонија е мала држава која чекори кон Европската унија и кон НАТО. И сега се сочуваме со еден застој, една стагнација, една пат позиција од која што политичките партии или лидерите, или што вели Јосифовски, политичарите не можат да излезат така лесно. Толку ли е поделено македонското општество, господине Костов? Може да се најде некако компромис? Преговараат секој ден, денеска исто така заврши последната или една од последните рунди на преговори на представници на политичките партии. Велат неуспешно, а странците се као оптимисти дека добро течеле преговорите. Па видите, лично мислам, ајде да не речам длабоко сум убеден дека македонското општество не е толку поделено како што вие велите, иако ја во прашална форма ја поставувате тезата. Лично мислам, лидершипот, политичкиот лидершип, може би и не само политичкиот лидершип, може би и дел од врвниот менаџмент во државните институции, кои не се малку, се подели. И таа поделба некако се рефлектира малку на пониско ниво. Лично мислам, кај народот нема толкава поделба, ради тоа што нормални односи имаме. Луѓе кои припаѓаат на левица или на десница или во центар, со кои јас соработувам, со кои јас секојдневно се среќавам, најнормално комуницираме, а при тоа да не се согласуваме во ставовите, во дискусиите, во нашите размислувања. Но сепак сте во право, сликата ја градат лидерите, сликата ја градат политичарите. И си вие рековте што да се прави. Па видите, ја мислам дека истекува времето, дека доаѓаме во еден политички цајтнот, кога една мисла, не знам пред колку години беше изречена од нашиот председател Ѓорѓе Иванов, разумен компромис, што е? Па тоа е разумен компромис, сега е моментот политичарите да покажат дека знаат што е разумен компромис. Ако ние не знаевме, условно велам, народот, обично пучанство, така да се каже, еве нека покажат тија. Отстапка, сите знаеме, сега, первертирано, сите знаеме што е разумен компромис. Ако јас и господинот Карши мене сме седнати да се договориме за нешто, да не биде по моето овде, да не биде по неговото, да се најдеме негде на среде пат, а при тоа никој да не изгуби. Конструктивното од негова страна, од неговите ставови, од неговите размислувања, од неговите одлуки, да се прифати и доколку има кај мене конструктивно било што, да прилепам нешто. Тоа не е толку тешко. Јас слушнав една спротивна теза, стана популарна од Меркел, дека компромис е кога двете страни ќе изгубат. А некога никој не може. Фигуративно го кажа тоа, во суштина е така ставови кои што се кога ја ќе се откажам од нешто, тврдокорни, значи фигуративно изгледа дека вие сте добиле не. За доброто, иако добро знаеме сега малку ние и манипулираме некои луѓе со јавниот интерес. Ја не знам, дали знаете, има едни многу интересни работи за 3 категории. За право, за култура и за јавен интерес. Сите мислиме дека знаеме што е, кога ќе ве прашат, ќе се помислите. Што е култура, малку се мислите, што е право, малку повеќе се мислите, а еве и за јавен интерес. Сите некако во устата него, од устата него вадиме, а не сум сигурен дека е добро дефиниран јавниот интерес, сем во уставот и да речем така во системските закони. Па ако во пржино овие 4 релевантни партии или нивни лидери или нивни тимови
сватат дека треба да се залага за спроведување на оно што е во уставот зацртано, оно што го операционализираат законите, и ако ги тргнат настрана нивните суети, јас лично мислам деновиве ќе имаме договор, и покрај се јас сум оптимист. Јас само така го гледам Бейли, тоест неговите кажувања, а Иво Ораф, Нуланд, кога се оптимисти. Во кој дел од спорните точки сте најоптимист? Околу специјално јавно обвинителство? Не, таму сум многу песимист таму. Ај пред да почнете со песимизмот, да ви кажам, Да. гледам дека тргнате со овој оптимизмот што го нашнавте од лицето Иванов. Јас морам да признам дека го ословам така од причини што мислам дека таа личност не ја заслужува одговорност која доби од граѓаните. Но што е многу битно околу ова што го споменавте како разумен компромис. Знаете, Хајдал беше на гости последната недела и даде едно интервју за една од македонските телевизии. Знаете што кажа? Што мислам дека се поклопивме 100% идентично размислуваме на таа тема. Нема компромис со криминалот. Значи, ние не можеме да разговараме за разумен компромис. Ние не можеме да разговараме за никаков компромис. Политичарите може да разговараат... Дека во пржина за криминал се разговара. Дозволете. Не, сакам да ви кажам друго. Значи, зборам за генералната тема што викате за македонскиот народ, дали е поделен или не. Значи, разговор и компромис околу криминалот што е правен нема. Значи, тоа е, мислам, една од клучните точки кои што треба да го знае македонскиот народ, македонските граѓани. Нема да се разговара и нема компромис да има по ниеден основ со криминалот. Она за што може да се разговара е само да се испроведат технички услови кои што ќе овозможат фер и кредибилни избори. Ништо друго не треба да се разговара. Сосема се согласувам со вас. Добро. И се уште тоа го мислите и за Зоран Заев, за неговата аболиција? Гледайте, не ги споменав нити Никола Груевски, нити Зоран Заев. Ќе ви кажам и за нив двајцата. Знаете, не, еден е. Само еден е аболициран. Како тоа е еден? Само еден. Како? Па немојте беа преку 50 Ама тоа не значи дека не беа аболицирани. Тоа што господинот или лицето Иванов направи кардинална грешка, прво се дојде како месија на македонскиот народ да не смирува во име на овакво ја продлабочи кризата да излезат илјадници луѓе на улиците, се доведовме, после си плюкна на тоа што го кажа, сега тој истиот треба да ни објаснува дека мислел нешто добро. Значи, господин Костов, треба да знаете, нити Груевски, нити Заев имаат право да разговараат и да договараат околу криминалот ако постои во Република Македонија. Вие сте многу во заблуда, тие во пржино не се договараат за тоа. Значи, јас кажувам дека воопшто не треба да разговараат. Рековте компромис. Безпредметно е. Компромис за криминал не смее да има. Кој збореше за компромис за криминал? Значи, во однос на граѓаните, дали се тие поделени или не. Сакам да ви кажам... За криминал зборевме овде за... Не, јас го кажувам. Тоа е друго. Значи, вие кажавте, јас ви кажувам зошто не може да има компромис. Ама за криминалот. Еве, вие сте правник, така, вие сте правник. Да, значи ги слушнавте бомбите што ги објави опозицијата, така? Така фигуративно кажано бомби, прислушуваните разговори. Знаете, во правосудниот систем во Америка, ако не се соодветно прибрани доказите, убиецот може и да излезе на слобода, иако де факто и судијата, и поротата, и граѓаните се свесни дека тој е убиец. Меѓутоа, заради незаконски прибрани, заради несоодветна постапка при прибирање... Незаконска процедура. Така. Значи, меѓутоа, знаете што постои? Тоа се вика формален суд, каде што правосудниот систем во одредена држава го суди тоа лице или тие личности. Знаете што се случи со бомбите во Република Македонија, фигуративните, со прислушуваните разговори? Во Македонија се случи морален суд. На македонските граѓани не им е потребен формален суд за да знаеме што се случувало изминатите избори, што се случувало и што се говорело во позадина, што се правело со избирачките кутии, вреки и така наречени механизми, што се правело изминатите години во Република Македонија. И пазете, некој од таков тип на избори и ден денеска црпи легитимитет и се нарекува премиер, министер, директор, пратеник. Па ве молам, како ние да направиме компромис на тоа ниво? Значи, не постои компромис. Компромис може да биде заменет само со една формула, а таа се вика одредување на фер и кредибилни избори и одредување на датум на кој што ќе излеземе сите во нормални услови. Сето останато... Што е кредибилни избори? Кога вие у вашиот живот прв пат го чувствате тој израз? Сакате да ви кажам? Да, кажете ми слободно. Јас со избори се бавам од 90 години.
Одлично. Од кога е тој израз кредибилни? Значи, јас од она што слушнав, мислам дека Само водите сметка 2014 дека треба да направиме за некоја минута. 2014 беа првите докажани некредибилни избори. Кој ги докаже? Прислушуваните разговори кои што беа објавени. Па тука те чекам, пиле моје. Добро. Па не е тоа. Како? Петициум принципи сте чули ли? Знаете ли што значи? Ама јас ви укажав, вие не ме разбравте. Вие сте видиме кој правник кого не разбира. и легалист. Сега ќе видиме. Вие го имате моментот каде што Сега може ќе да видиме. барате правосуден систем Вие да ги кажавте тумачи. премиса, Слушајте Слушајте ме. Ајде, ја ќе ве слушам, а после јас, не ме слушате. Во ред. Ајде. Значи, јас ви кажав, формалниот суд е тој кој што треба да докаже дали некој е крив или не е крив. И јас во тоа не навлегувам. Прислушуваните разговори се основани сомневања и индиции дали некој го прекрши законот или не. Меѓутоа, мене лично, а ви гарантирам, на повеќе од половина граѓани на Република Немојте толку да Македонија, гарантирате. ви гарантирам Каде дека излегува не им е тие толку потребен- граѓани? Не им е потребен никаков друг суд, освен моралниот суд кој што го имаат при себе, за да им е јасно дека прислушуваните разговори докажуваат дека изборите во 2014 година беа некредибилни. Тие луѓе што ја управуваат со државата во моментот немаат легитимитет, нити формален, нити легален. Ова е романтизам. А потоа ќе застанеме после Костов. Најконкретно правен романтизам ќе го објасни. Аха, добро, значи давате шанса за малку реклами, продолжуваме сега. Добро, ајде. Еве повторно во отвореното студио на актуелни политички теми почна доста жустро да видиме реакцијата на Костов по прашањето морам на кратко или така нешто малку подолго. на неможниот соговорник, компромис. вака, сакајќи или не сакајќи, не знам, тоа он ќе ми го каже, го затакна круцијалниот проблем од кој во последните години или две пати нашето општество. Тоа е, латински се вели петициум принципи или кога, сега малку народски ќе објасниме, кога од премиса која не постои, се предпоставува, се тргнува или од склоп на повеќе такви премиси, се изведува аргумент кој допрва треба да се докажи и се вадат, замислете, генерални судови. Значи, моралното судство ги осуди криминалците. Кои се тие криминалци, ја вас да ве прашам? Значи сега, незаконски е сниман разговорот меѓу вас и мене. Во тој разговор сме си кажале убави работи како соработници и пријатели, хипотетички зборувам, ама и сме се опцуле, јас сум ве навредил, вие сте ме навредиле. Јавниот интерес не е чачнат, јавно не е изнесено на парламент, на влада, на комисија, да не се повторувам, и некој од незаконски сниман разговор, неовластено објавен, барем во парламентот да се објавеше, во највисокиот храм на законодавството, ќе имав малку сенс, чувство за такво нешто и ајде да разговараме. Таму нема докази, таму нема аргументи, таму нема факти. Таму има индиции кои се многу лабави, си разговарале луѓето и сега ќе ти дадам пример еден. Еве за изборите што ги кажавте, во голема заблуда се. Ја ќе ми биде драго, сме се среќавале 2006 година на избори, на припреми на избори, сега да ви дообјаснам нешто друго во поглед на исправноста, тоа е справната страна на изборите. Станува збор за општина Центар, локални избори. Изборите во секоја општина се посебни. По исти правила се водат, ама действијата изборни посебно се изведуваат. Во сите останати општини никој не даде примедба. Победува и СДС, победуваше и ВМРО, ДУ и ДПА. Во општина Центар 3 пати СДС го тепа ВМРО многу на малку, јас кажувам. Значи 10-0. Ги добива изборите и вие вадите преку премиса неоснована, преку аргумент кој доправа треба да го докажете на суд, генерален суд, изборите се фалсификувани. Па ако се изборите фалсификувани, изборот на Жерновски не е точен. Него си разговарале еден министер и еден припадник на полициските снаги, што и како би било кога ќе се отворила оваа вреќа. Прво и прво. 25 години се бавам со избори и изборни процеси. Тие немаат додир до таа вреќа. До таа вреќа има избирачкиот одбир додир. Јас колку знам, тој додир не е направен. Значи нема кривично дело таму. Таму не може да има. Таму има вербално искажување на некого
ајде да направиме нешто. Каде бе, господине, вие видовте тука криминал? Значи не. Криминал е кога некого инфлагранти ќе го фатиш на дело, уништува споменик на културата, уништува државна институција, ја шара, ја бојадисува. Па дали е тоа обичен шарен револуционер, дали е тоа професор универзитетски, па дали е тоа политичар, лидер, одозгора на СДС, лидер на опозицијата, маа по институциите ги скрнави, ги уништува, ги нагрдува. Убаво е кажано во кривичниот закон што е тоа, кај нас не се гони тоа. Ни се случува инфлагранти, не гониме зошто да се покажеме дека сме биле добри. Да те прашам нешто, нема да ми се налютиш. Господинот Тито Петковски, ја не го видов. Го видовте вие да маа по парламентот со шарените бои? Немаваш, нити он, нити јас. Па тоа е многу попаметен. Но сме присутни, Сега но ќе сме вика, не, те молам да се докажам сега. Значи, господинот Тито Петковски многу добро знае, го земам за пример бидејќи ми е пријател, не крием од македонската јавност и можам за него да зборувам. Дека тој таму каде што седел, таму каде што раководел, каде што успешно бил председател, закони носел, дека не треба да се маа по таа институција да се наградува. Е некој кој од небо во ребра дојде да биде политичар, преку Струмица, Драмче и Белград сака да води државава, ни ги шара, ни ги бојадисува, ни ги урнисува институциите. Ете ја разликата. Значи, не сум ја против опозицијата. Тито Петковски, познат, сега некој ќе рече, јас сум субјективист. Не! Сакате да ви кажам што е тој за Зоран Заев. И мене ме чуди зошто сте вие уште со нив. Тоа е Кока-кола за него, ова е струмка, ова е Кока-кола. Тоа е разликата меѓу низ двојцата. Тито Петковски знае што е институција, тој ја градел. Тој ја создавал и ја ви тврдам до крајот на својот живот, а нека поживее уште многу години, тој никој пат по таа институција нема тоа да го направи. А Зоран Заев ја урница институцијата. Тоа е одговор на вашиот криминал. Криминалот на очи, на улиците ни се случи пред Министерството за правда, пред собранието, пред владата. Тоа е вандализам. Тоа е поврзување на политичка партија СДС со криминално подземје, сите се сликани. И ако у моментот сега блокираме една улица и еден семафор, веднаш потоа следува по налог на канвасите, ајмо сад пишталки, ајде сега балоните и маваме. Па до таму ли дојдовме да си ја... Знаеш што? Државата сами си ја урнисуваме. Зошто не се бунам против тие мирно, дури фамилиарно, што протестираат? Право на протест, да. Демократски е, бори се против оваа власт. Ама насилие, уништување на институциите, не. И ајде да се броиме ако сакате. Колку бе луѓе излегува на тие? Ги појачавте со автобусите од Струмица и од Куманово, еве нека биле 10.000, 20.000, 30.000. Каде е другиот народ за кој вие зборувате? Така. Да, одлично. Знаете, добро е во емисијава што застанавте со вакви ставови, затоа што ќе го демонтираме воведот на Николовски дека сме аналитичари. Јас не знам зошто ме представи како аналитичар. Нити сум аналитичар, нити сум учествувал. Пратеник, политичар 20 години. Меѓутоа, знаете што гледам кај вас, господине Костов? Кај вас не гледам анализа, кај вас гледам застапување на одредена политика. И иако можда формално не сте заштитник на ВМРО ДПМН, јас очекувам дека и добро е што може да дебатирам како представник на ВМРО ДПМН, на актуелната власт. Тоа што сте пријател со Тито Петковски нема да ја намалим жестината на мојот одговор што сакам да ви го кажам. Слободно. Она што значи шарената револуција, треба да дојдете и да ја видите на лице место. Па без со вас јас. Да обвинувате луѓе дека ништат споменици. За какви споменици вие ми зборите? За триумфални порти? Не, Прометеј. Како Прометеј? Каков е тој споменик кој што е направен со беззаконие, значи со узурпирање на законски основи, за 2 години стана тој споменик врз основа на кое? На кој законски основи се узурпирани? Кој историско наследство е? Што е тоа? Што имаме ние историско заедничко со Прометеј што треба да го делиме? Ве молам. Човештвото има заедно со Прометеј. Знаете ли вие кој е Прометеј? За да биде историски, знам кој е, за да биде историски споменик. Не сум сигурен. Гледате, треба да прашате колку пари ги платија гаките и тоа граѓаните на Република Македонија. Како да ги оставам? Прометеј, знаете ли вие што е? Да ме дослушате. Не само Прометеј, не само Триумфалната порта. Цело Скопје 2014 е хир и его трип на некои личности. Објаснете ми со која дозвола они потрошија 650 милиона евра. И вие мене ќе ми кажувате дека ние сме офарбале на улиците неколку институции или неколку скулптури кои што се поставени и за тоа треба да одговараме.
Ве молам, па каде е одговорноста? 650 милиона евра се потрошија во државата, 10 години, 8 интензивно говориме дека тоа не важи и дека тоа не смее да се случува, погледнете до кај не доведоа. Знаете ли колку институции се изградени? Какви институции? Државни. Колку се платени тие институции? Еве молам сега, одговорете вие, кажете ми колку се платени. Еве вака, ја не ги знам. Вака. Да ви се доискажам во однос на револуцијата, пошто ама се нешто ми се доискажувате. Да, па и ве слушав, затоа бев внимателен и ве слушав. Значи, велите дека ние ништиме и дека никој не треба да си дозволи такво нешто. Да. Значи, вие не ја разбирате суштината на шарената револуција. Не сум сигурен дека не ја разбирам. Значи, шарената револуција е отпор првенствено на лицето кој што го спомнавте на почетокот на оваа наша дискусија, а тоа е глупоста што ја направи со аболицирање на 56 личности и што не дозволи на правдата која што вие ја застапувате, да докаже дали има злоупотреба негде на власта или нема злоупотреба на власта. Вие ми кажувате дека моите констатации, морален суд, се некакви тврдења хипотетички, кои што не реално хипотетички, какви се? премиси. Јас премиса не ја признам. Без аргументи, значи, пазете вадите генерален суд. Аргументацијата ја слушаме сите и затоа ви реков, морален суд е тоа. Овој формалниот, со докази, и затоа напоменав дека се тоа индиции и предпоставени сомневања. Значи, нека си ги докаже специјалното јавно обвинителство, нека се формира посебно оделение, нека си најдат форма и начин како да ги докажат. Меѓутоа, пазете, таа одлука мене и на илјадници граѓани во Република Македонија не ни треба. Ние ги слушнавме бомбите и видовме што тие луѓе прават. И уште една работа како доказ на сето тоа, не заборавајте, опозицијата во 7 часот и 1 минута на 24 април 2014 година ги бойкотираше институциите и влеговме во бойкот од причина што ние имавме основани сомневања дека изборите се лажирани и узурпирани. Пазете, ние го направивме тоа без еден факт. Ето, фактот е што престанавме, го бойкотиравме собранието. Ма вие нонстоп бойкотирате. Не е точно. Кога нонстоп бойкотираме? Од 2012 година. Од кога не изфрлија од 24 декември, за тоа ми говорите, кога ни пуштија полиција на нас и на новинарите, кога се однесуваа како да е приватно трло, па така ги избркаа сите пратеници останати. Па замислете, новинарите ги извадија со влечеги и со тегнење, па сите тоа го гледавме. Или тоа можеби е за вас премиса? Не. Не, види, да не беа тие видеа премиси случајно. Не можеш да ми импутираш, премногу си млад и неискусен. Не можеш. Ова е претенциозно од твоја страна. До сега и двојцата мислам бевме коректни. Ајде. Тоа што сум го видел си имам јас суд. Прашав, не баш така. Прашав. Вие како што кажувате, имаше немили сцени, ама имаше и големи глумења, кинења на селфија правење и така натаму. Ако сакате тоа. Видовте некој да глуми? Сега го гледам, ми се вртат сликиве. Кој глумеше? Кажете еден кој глумеше. Радмила Шекеринска што ја повредија ногата, што ја влечеа, тоа што ги тегнеа, трудни жени имаше пратенички. Дали сте свесни што се случуваше во собрание? Па јас сум внатре пратени, колегите говорат ден денешно. Ако пратеничките биле бремени во блажена состојба, прва грешка е што некој дозволил да влезат во таков конфликт, а тој некој е групата каде што припаѓат. Превентивно требале прво нив да ги извадат, па потоа да ги засакат ракавите и да му го правија на председателот на собрание тоа што му го правевте. Сега сакаш да те потсетам што му правевте? Кога дојдовте кај него, кога го невозможувавте во работата. Кој ја иницираше гужвата? Памтите вие дека Груевски доаѓаше со тапани со... Не оправдувам тоа што се случи, еве, јавно кажувам. Да? Но како тогаш ако не го оправдувате, тој чин го браните овде? Кој го брани? Па го браните. Кој го брани? Па за тоа говориме. Вие однемање што да ми кажете сега за Заев, за неговото однесување ме враќате во. Гледате, јас не сум адвокат на Заев за да ви кажувам за Заев. Еве кажете ми вие за Груевски, ајде. Вие се сеќавате ли каква возбуда имаше Макрадули и неговата екипа? Деме као да доаѓаат од Трета светска војна го глумеа тоа. Мене ми останале тие слики и ми се врежеле и јас ви тврдам дека таму нема морал. Таму нема морал. Тоа што го правивте и пред собранието. Сетете се, Бранко Црвенковски, прилично успешен државник, си дозволи, вие ли го убедивте младите или кој, барикади да рипа и да кажува јуриш на институциите. Не се оствари тој јуриш, а само да се подсетиме. Овде бевте вие, другиот народ беше овде, полицијата овде. Пак што викате полицијци убици, не дозволи истата таа полиција на еден дел од народот со друг дел, некои лидери со недобри цели да ги скараат и да отидат да го освојуваат собранието. Значи, немој да ми кажуваш дека 12-та година вие сте биле невини јагниња,
Туку ја напротив би рекол некои ваши водачи, јагнења во волчешка кожа, скриени и драмолетки правени невидени, иако тврдам, јас да постапував, јас да одлучував, на таков начин немаше да се случи тоа. Нити во парламентот, во собранието, ниту со новинарите. Но, тоа ни за јота, што велат србите, не ја намалува вашата инволвираност и вашата вина на исценирање, значи на предизвикување и пред собранието и во собранието. На крајот на краиштата. Зошто не го финиширавте тој? Зошто вие патите од една замрзнато себе и сега велите замрзнати ни се активностите? Па знаете ли што станавте со таа замрзнаност? Бонсаи опозиција, бонсаи партии. Иако го зборам за партии, повеќе мислам за СДС, бидејќи за другите има малку повисоко партии, повисоко мислење, НСДП, либерална демократска партија, мислам дека повеќе имат капацитетот колку што покажуваат, ама не знам зошто сите му одите во скутот на Зоран Заев. Па вие имате на крајот на краиштата и мина труд. Имавте 7-8 пратеници. Зошто се делевте за да стратешки, за да тактички пак се споите со СДС, за да преку Заев ве гледаме? Не, мислам дека можете многу поуспешни да бидете кога сами би действувале, ама сега вие си избирате како би действувале. Споменавте, само да споменам дека Љубомир Јосифовски, ако се извинувам ако ја представи како политички аналитичар, значи пратеник од НСДП. И мислам дека во делот кога говорите би требало таков подпис да оде долу, за да биде јасно до гледачите и бидејќи Костов. Значи господине Костов, да расчистиме една работа. Само јас односите внатре во коалицијата помеѓу партиите не се ваша работа. Јас сум аналитичар. Па моја работа. Вие знаете што па има стручен материјал од 64 страници направен. Ако сте вие аналитичар и ако сте политички необејан аналитичар, вие треба да ја анализирате состојба како стигнавме до состојбата во изминативе 10 години владење од правен. А зошто тргате од минативе 10 години? Од 90-та година ќе тргнете. Одма да ви помогнам. Ама дозволете да ви кажам. Аналитичар ќе ви каже. Ќе тргнете од почетокот. Може сега. Може да ви кажам, да дозволите. Ќе кажува. Значи, тргнете од политичката анализа ваша, како ние од нормална држава современа, која што иташе кон европските вредности, стигнавме за 10 години да се претвориме во режим, диктатура, место каде што луѓето не ја чувствуваат својата слобода повеќе. Знаеш што е режим? И само да ви докажам. Знаеш што е режим? Само да ви докажам. И вие застанувате во одбрана на тој режим, не со тоа што не ги кажувате аномалиите и грешките кои што они ги имаат, него потенцирате грешки на борците за слобода. Пазете, не можете вие да ја обсервирате опозицијата. Таа е цело време од оваја страна, нити има власт, нити има мок, нити има начин како да ги спроведе своите политики. Единствено што може да направи е преку сите овие форми кои што ги прави изминативе 8 години, вклучувајќи го и 24 декември, каде што преку поднесување на 1000 амандмани не сакаше да дозволи во државата да се трошат енормно високи пари за глупости, тоа беше возвратено со енормна сила. И ние бевме доведени да гледаме сцени кои што ги нема дури ни во Руанда можеби или во било која афричка држава која што се третира дека е на дното на демократијата. И вие сега сакате да ме убедите дека со одредени, дозволете само уште кратко. Со одредени аномалии кои што де факто постојат во опозицијата. Вие треба да артикулирате кон нас. Со ваше право. Како политички аналитичар треба да го најдете елементот во власта. Јосифовски? Да, само морам прво да интервенирам и да кажам, бидејќи на некој начин сум дел од ова дебата и делот воопшто, ако не сега, можеме да бидеме аналитичар и новинар. Вие сте политичар, тој е аналитичар. Секој навлегување, како тој што навлезе во сегментот каква е опозицијата и вашата прозивка каков аналитичар некој ќе биде, е интервенирање во ставовите на одреден аналитичар. Не, ја не се љутам за тоа. Не, без разлика, јас сакам да бидам принципиелен, бидејќи јас ама морам да му објаснам нешто. Исто така сум долги години аналитичар и новинар. И мислам дека имам право да критикувам, да анализирам и власта и опозицијата на начинот кој што сакам да го правам тоа. Те молам. Ќе одам краток да видам. Значи, јас ќе анализирам опозицијата, ви се бендисало или не, и сум ја анализирани кои сте биле Малвија, нема љутиши кои сте играле Каленички,
И кога ќе остарите, ако ја доживеам. Значи, тоа е мое право како на аналитичар. Од секој пат повеќе сум се бавил Јас не со би го спорев тоа е опозиција. право. Дали било ВМРО, дали било СДС, јас се бавам со опозиција. Мене ми е поинтересна, затоа што ја во опозицијата ја гледам иднината. Јас пишувам за или против СДСМ, бидејќи сум разочаран од нив, идејата, есенцијата ја изедува на социјалдемократијата во Македонија, бидејќи таа не постои. Его, да го баталиме тоа. Кажавте тешки зборови, а останавте жив. Сега ќе ви кажам зашто го потребувам ова. Рековте режим, диктатура. Нема љутиш. Знаете ли вие што е режим? Еве, Тоа ќе ви се- кажам. тоа се Не, Љубиша, дозволи. квалификации. Ќе ви кажам. Дозволи, Љубиша. Ќе ви кажам, Сега ќе ви кажам што е Не, режим. чекај. Ќе ви кажам што е Сега ќе ви режим. кажам. Знаете, Режим е. Ма еве сега да ви објаснам јас еден Да, личен, вие- лично вие- искуство. вие- Знаете што е режим? Кога јас ќе тргнам на протест, кој што ми е загарантирано право со Уставот на Република Македонија, и на сред улица ќе излезе кордон од полиција и мене ќе ме заустави и ќе ме стопира да го остварам моето уставно загарантирано право на протест. Одмат ќе ви Тоа кажам е поради ре- кои две причини. Тоа е режим. реплика. Ајде кажете. Многу повисоки. Ајде. Постои се опасност со една друга група се сретните и да ги уништите институциите. Задача на полицијата е да го одржува редот и мирот и се грижи за вашето здравје, живот, интегритет, телесен и така натаму, но институциите од вас да ги заштити, бидејќи тогаш палевте. Толку. Сега мојот одговор да ти го кажам за режим. Режим не е што и политички систем на демократија и плурализам што го имаме во државата. Доле владата, доле Никола Груевски, долу ВМРО ДПМН, го кажуваш еднаш. И утре дента, ако го кажеш истото, не е режим. Тоа е политички систем. Тоа е демократија. А режим е ке си во зандана, ке си во апс. Дозволи, тоа е режим, тоа е диктатор. Ај кога А веќе сега го вака, знаете режим, Добро. кажете на ми, телевизија. колку стадиуми има пред да стигне овој последниот стадиум? Што Колку зборите вие на стадиуми има во телевизијата? режимот? Напаѓате власт. Тоа е демократија. Тоа е Немо. диалог. Тоа е отворен форум. Тоа е истата демократија од 24 декември нема- што се согласивте. Не, тоа нема Таа врска е со демократија. режим. Вие Фале уште вие заедно за представувате пратениците. политички систем со режим. Вие парламентаризам со демократија. Вие политички лидер со диктатор. Не бре луѓе. Костовски, На оваа Јосифовски. второва група Прво- треба да има за- логори, за- треба да има убиства, треба да има стрелања, треба да има закупување на Е, уште непознати. таа фаза ни треба да Костов, дојде во Република Јосифовски, Македонија, па за да... Па го и опис- преживеавме тоа во Немо. комунизмот. Кој ти си млад, не Па знаеш. јас сум Господа. млад. Јас го живеам можда поблагата Господа. форма на тој режим. Па тоа е Господа, режим. Немо. Можда поблагата Ова е форма ја демократија. живеам. Ова не е демократија. Демократија. Демократија ова не е. Костов, молам, значи кој ти кажам да ме послушате, Ма морам, сепак ја вие водам режим. емисијава. Љубиша. Јас оставив доволно Режим. долго да Ало, те молам. не сакам да говориме за една тема, ја ви го дозволувам правото како сакате говорите. Сепак имаме некои точки за кои што треба да разговараме исто така. Денеска заврши уште една рунда преговори. Да не се враќаме наназад, да дојдеме до 90-та, како рече Костов, оти многу време ќе помине, а почнавме со тоа како да се постигне компромис. Дали е тоа патот, ако треба да ги Младиот се говори расчистиме, кога иде на криминал. дали треба да зборевме за расчистиме политика. 10 години недоразбирање, не знам, но дајте малку да одиме и напред, бидејќи не чекаат избори. Само заради тоа. Инаку Да. емисијава е ограничена од 1 сат, ако се враќаме до 90-та година, многу време ќе ни Ако не треба. сме дисциплинирани, ќе ни ја скратиш ти. Не, тама работа. Во оваа телевизија нема кратини, Да, затоа намерно повикав тоа да кажам. имате И стани каде е тука мислење. режимот? Само ме молам уште еден блок реклами, а потоа продолжуваме таму каде што запревме. Добро. Очигледно паузите се многу помирољубиви од официјалниот дел на дебатата, Ова сега почна се. што значи дека не е до толку радикализирани ставовите, иако се спротиставени сепак е тоа дебата. Ја предлагам за вториот дел од разговорот, како што најавив, да проанализираме како завршија денешните преговори. Предлагам да го слушнеме извештајот на колегата Видимниски. Заврши без успех, но тука и ми се чини изјавата на американскиот амбасадор Бейли, кој што сепак остава простор за оптимизам дека многу брзо може да се постигне договор меѓу четирите лидери на политичките партии.
Бесконечен договор завршија и денешните преговори на партиските представници во Пржино. По речиси 5-часовни разговори не успеаја да го затворат единственото отворено прашање. Американскиот амбасадор Джес Бейли по завршувањето на преговорите рече дека имало извесен напредок и дека оставаат простор партиите во текот на викендот да размислат по однос на опциите на маса и веќе од следната недела преговорите да продолжат. Бейли рече дека е оптимист дека кај партиите има политичка волја за решавање на отворените прашања, со цел Македонија да продолжи напред. We had another good session today. We made some progress, but we're talking about very sensitive issues here. And we've decided to let the parties think about these things over the weekend. We will continue discussions next week. I remain optimistic that if there is political will, that these issues can resolve and Macedonia can move forward. That is what both my EU colleague, Ambassador Orab, and I, and all of our institutions want to see, and we remain optimistic that that can still happen. So this is important, and because it's important to give a little more. Партиските представници по завршувањето на средбата не сакаа да дадат изјави за медиумите. Единствено денеска председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски порача дека наскоро очекува исход од преговарачите во Пржино. Разговорите се во тек и секако дека луѓето што учествуваат во тоа ќе дадат прецизни информации за јавноста. За текот на разговорите сите сме со надежда дека ќе се најде некое решение и дека ќе се постигне договор, затоа што тоа е добро за сите граѓани. Дека има само едно отворено прашање по завчерашната маратонска средба, потврди евроамбасадорот Иво Орав, без да конкретизира за што точно. Неофицијалните партиски брифинзи говорат дека копијата се кршеле околу ингеренциите на Министерството за внатрешни работи, откако беа усвоени законските измени кои на министерот му ги скратија овластувањата. Според последните информации, договор е постигнат за избирачкиот список. За спорните речиси 40.000 гласачи ќе има јавен повик да го докажат своето гласачко право. 170.000 гласачи од диаспората ќе бидат ставени на посебен избирачки список и означени со звездичка. Во однос на регулацијата на медиумската сфера, информациите во јавноста се дека ќе се формира ад-хок тело за контрола на медиумите и главен и одговорен уредник на јавниот сервис ќе предложи опозицијата. Добро, Јосифовски, бидејќи вие сте политички член на партија, дел од опозицијата, вашата партија, предпоставувам или верувам дека имате некои информации повеќе од она што јас го имам како новинар. Веројатно постои некоја комуникација меѓу лидерите на политичките партии од опозицијата. За жал, во овој момент немаме представник од некој од партиите од коалицијата на власт, да слушнеме од нив што тие знаат, но предпоставувам сите во Македонија, нели, експерти, аналитичари и политичари се блиски до некои структури. Какви се вашите сознанија? Кој е тој најжежок камен на сопнување? За која тема може би најмногу се преговара? Па гледајте, како што знаете и самите, овој момент разговорите кои што се одвиваат во Пржино се доста затворени од причина што покрај генералното договарање на изборите се разговара многу подетално, значи и отворени се карти кои што се детерминираат технички работи, значи форми и начини кои што ќе треба да бидат изведени за да стигнеме до фер и регуларни избори. И од тој аспект апелирам до граѓаните на Република Македонија да имаат трпение и да имаат верба во представниците на опозицијата дека соодветно ја водат активноста тамо и дека ќе се избориме да соодветно бидеме застапени на наредните избори во смисла на овозможување на фер и кредибилни избори. Она што е можда, еве и веќе јавно кажано, неколку точки кои што би сакал да ги потенцирам, се можеби моментите за спречување на стопирањето на активностите на специјалното јавно обвинителство. Како што знаете и самите, специјалното јавно обвинителство излезе со неколку детали во кои што се наоѓа на отпор во институциите, наоѓа на законски пречки при нивното работење и од тие причини беа потегнати и одредени прашања. Она што можам да го коментираме, она што веќе јавно е објавено, значи се објави делот на посебно оделение, специјално оделение во судовите кој што ќе се оформи за постапување
со нивните постапки и евентуално формирање на одел во самата полиција. Но што е многу побитно, што треба да знаат граѓаните на Република Македонија? Делот во битисување и екзистирање на специјалното јавно обвинителство не треба да биде ставен по ниедна точка како прашање. Тоа е многу битно, затоа што специјалното јавно обвинителство треба да продолжи активно со нивната работа, дури што побрзо да успееме да го донесеме во парламентот предлог законот кој што во еден момент се дискутираше за заштита на сведоците кои што би се јавиле евентуално во специјалното јавно обвинителство. Како што знаете, постојат неколку законски пречки за нивно активно работење и од тука апелирам до сите заинтересирани и активни страни во оваа ситуација, особено на колегите пратеници, што побрзо да се иницира да се донесе тој закон со една единствена цел да може специјалното јавно обвинителство да продолжи со работа. Иначе, принципиално мислам дека очекувањата и гледиштата кои што стигаат до мене се дека во средината на месец август мислам дека ќе имаме решение по однос на Пржински регион. Костов, очигледно, значи, избирачкиот список, работата на СЕО, не само тоа што извештаите говорат, пораките што доаѓаат од странците се насочени токму околу тоа, значи кредибилни извори, и зашто поскоро се случат, но паралелно се и Нулан, која беше разговараше со Катица Јанева, специјалното јавно обвинителство, експлицитно таа не спомна специјален суд или одделение во судството и во МВР, но во јавноста некои медиуми, дали да им веруваме или не, говорат веќе околу тоа. Каков е вашиот став околу овие важни институции кои што постојат или треба да постојат или нема да постојат? Тие некои медии, тие некои субјекти, јас ќе продолжам, вие мора да сте новинарски коректен. Пирамидата завршува со Катица Јанева, се македонските прокрусти. Прокруст е на негативна личност, криминалец во античка Грција, кој ги намамувал луѓето по морењето што дели по луките, ги опивал, на креветот ги ставал, им ги сечел нозите ако им се подолги од креветот, или им ги тегнел раците, главите и нозите, ако се кратки. Еве мојата, значи, споредба со Прокруст. Значи, не може ние да правиме специјални одделенија во полиција, специјални судови или специјални во судство, специјални суди, специјални полицајци, специјална држава сама по кејфот на Катица Јанева. Не. Катица Јанева ја избра со консенсус. Катица Јанева и би специјален обвинител. Катица Јанева повара тим, го доби тимот. Заменици. Катица Јанева повара истражители, ги доби. Повара буџет, го доби. Повара високи платили сама се ги направи, ги доби. Каде е таа неправдана да работи, ви се молам? Па секој, па ја во мојата работење имам проблеми, катадневни, се обидувам да ги надминам. Во парламентот има проблеми, се обидуваат да ги надминат. Значи, може би има обструкции, може би. Катица Јанева има широк простор за работа, но прашање е колку има капацитет. Лично мислам таа и незиниот тесен круг, ја не знам зашто другите 9 обвинители или 8 не се споменуваат, само овие трите грации, тие мислам немат правно обвинителски капацитет да го спроведат тоа за што се избрани. И затоа сега ќе чекаат специјално одделение во полиција. Значи, паралелизам на обвинителството, паралелизам на судот, паралелизам на полицијата. Што сега? Држава во држава, она што беше слика во слика на телевизионите модерни? Не. Него. Редовното судство. Евентуално, ако ептенеја бива работата, ама не во тоа редовното судство, 300-400 биле во сатна обука, Бејли ни го кажа тоа, па зошто од тие 300-400 суди не избереме неколку да работат, еве нека биде тоа специјално судско одделение, иако јас сум против тоа. Знаете зошто? Специјалното јавно обвинителство, као поранешен јавен обвинител, заменик јавен обвинител, го гледам као диво месо насадено, не е уставна категорија. Ама пусто пржино, се договориле политичарите и сега ние треба да трпиме. Ама, значи тие во иднината не гледале дека ќе има проблеми со полицијата, со судството и со така натаму. И сега младиот господин што вели? Па ќе го смениме овој закон, па ќе го смениме. Тоа е шнајдерство. Тоа е кроење по мерка на Катица или на тој што стои зад Катица. Кој ги најавуваше пресконференциите на Катица? Зоран Заев. Не може тоа така. Значи, македонските прокрусти ќе ги победе Македонија, ќе ги победе граѓанството во Македонија, а знаете ли како? На избори. Значи,
се некој мафта многу со американците, со американската демократија, со Бейли и така натаму. Во нивната декларација за независност, во нивниот устав, најнапред е запишано: секоја власт се потпира на гласот на народот. Ајде бе да одиме на избора. До кога тој Заев ќе ве лажи дека нема услови за избори? Па во Сирија има услови за избори, во Македонија немало услови за избори. Значи во тој дел ни судско оделение, ни посебни судови, уставот не го дозволува тоа, ниту пак специјални оделенија во полицијата, па има организиран криминал, има толку единици во оваа полиција и ви тврдам, нашата полиција е една од најдобро организираните европски полиции. Тоа ни го признаа и политичките лидери од Европска унија, но ние не сакаме да го признаеме тоа. Разберам, господин Костов, но што ако за тоа се преговара? Значи, само прашањето дали Ама ќе им дојде крајот. Медиуми или за тоа зошто не знам зошто ми става адвокат на ВМРО. Нема ни ВМРО ДПМН, нема од народот, нема мандат да преговара за такви работи. Ама преговараат, на крај ќе излезат со пресконференција. Сите ние ќе разбереме дали ја мислам вака, се преговара, значи зборува сега за македонските прокурсти. Иначе има нешто еден бермудски триаголник. Зоран Заев, СДСМ, Катица Јанева и Шарената револуција, и тука сме малку влезени сега во еден вртлок, но изборите тоа секи си го намислат како што треба. Со Зоран Заев што ни се случува? Таму има еден геримандеринг, се вика тоа е еден израз на Сартори, еден италијанец, врвен италијанец за уставно право, кој не подсетува на 1812 еден гувернер од Америка како победил со нечестни избори, со прекројување на се. Видите сега, Зоран Заев побара да се прекрои, дик му се прекрои. Побара да се прекрои избирачкиот список. Дозволете, се прекрои, медиумите се прекројуваат сега да поставувале тие, кај го има тоа. Тебе да те постави опозиција. Ама еве се преговара. Ја мислам ќе се фрлиш у Вардар, ќе се фрлиш. Сега, и на крајот и кампањите ќе ги скратат со финансиите и ово она, и тоа се вика, значи личело на Саламандер, па ја велам Заев вице-мандеринг во Македонија, тоа се вика. Седа му се скрое по мерка на Заев и дури тогаш ќе се помисли дали ќе излезе на избори. Ја ви тврдам и тогаш ќе само нека излезе и тогаш ќе изгуби. Тоа е уште полошо за ова има, а тоа е бастардизација. Одложена, суспендирана демократија. Они ги замрзнале, ти се мова. Народот ги избра за парламентарци да се борат за неговите права. Имаме ли право на тие ги замрзнале нивните активности по 100 пат во собранието. Тоа е бастардизација, кога демократијата ја ставаш во грозница и викаш: да, сакам воредни избори, ќе дојде за воредни. Не, нема услови за воредни избори. Одлагаш 24 април, одлагаш, како се вика, 5 јуни, прашање и на есен дали ќе биде, ама запнале овие странци, веројатно ќе биде. И сега. Ама затоа ве прашувам и обајцата. Значи, вие може да мислите дека тоа не е добро, дека е глупо или дека нема да се случи, но таму се преговара, иако не знаеме точно што. И трагедијата што ќе дознаеме како се ќе биде решено. Ќе се сложиме или нема се сложиме само на изборите. Беше коректен мојот соговорник и кажа отприлика што се договара, па видите сега. Па и не може вака јавно да се преговара, сега да збориме отворено. Меѓутоа, што се ќе правиме? Знаете што, јавноста сепак треба да знае бар отприлика што се случува. Знаете, Атинската гора многу е далеко за нас. Иначе убава била, добра била. Знаеш Атинската гора или Римскиот форум. Сепак преговарат, ја лично мислам, ради гаранторите, не сакат гаранторите да гледа јавноста што и како тие се однесува. Па наши ги знаеме како се однесуваат четирите политички партии. Малку или повеќе ги знаеме. Околу улогата на странците и дали тие навистина доаѓаат со нови предлози или ја координираат работата таму каде што конфликтот е наизразен. Јас најпрво би го изразил мојот став кон ставот на господинот Костов. Се прашам вака кога ве слушав, и дури извадив и пенкало ги скарпија да запишам. Паметниот пишува. Се гледате ли во репризите на емисиите? Не. Тоа е лични ставови. Не, нема лични ставови, сакам да укажам само. Јас не можев да ве пратам во констатациите кои што ги искажавте, ми беше проблем. И предпоставам како што ми беше проблем на мене, се обидам да ти помогнам. Тоа е проблем и на голем дел од македонските граѓани. Каде треба да сватите, значи што ми е суштината? Тешка констатација. Вие укажавте дека имате големи историско искуство во однос на политичките процеси во Република Македонија. Лично историско во смисла на години. Учествува во сите. 30 години. Значи, ако го имате тоа, сакам да знаете една работа. Ме прашавте што е проблемот, зошто полицијата имаме полиција, зошто ни се потребни специјални оделенија, зошто ни е потребно специјално обвинителство и сето тоа. Ќе ви кажам, господин Костов, во изминативе 8 години се узурпираше државата по сите основи.
Значи, сите карактеристики што ги има една држава ги изгуби. И пазете, ако до пред 3, 4, 5 години, тоа можевте да го третирате како политичка анализа или политички став на политичарите или политичките партии од опозицијата, тоа веќе денеска не можете да го демантирате. Ние неколку години континуирано збориме, и тоа беше еден од клучните елементи на преговарање, на спојувањето на партијата со државата. Пазете, за тоа имате елементарни докази, не само денес, целиве изминати 8 години. Дозволете, за да ви докажам дека не ми е фалс, пошто се базирате не само на... Што сакате да изумре, државата или партијата? Сега ќе ви кажам, за да ви докажам дека не ми е ова фалс, ќе ви кажам дека не се работи за аудио материјали, се работи за видео материјали. Знаете какви видео материјали? Ги гледаме изминативе неколку дена. Седнат председателот на една политичка партија со членови кои што се градоначалници во 50 општини во Република Македонија и дискутираат, пазете, не за партиските работи, него за државните работи, за државните пари, каде ќе ги трошат. Сега стоп тука да ти одговорам. Чекате да ви докажам сега, молам. Ве слушав, бе многу внимателен. И сега вие сакате да ме убедите дека овде сме кроеле, сме изигравале шнајдери, дека сме барале нешто што не се одействувало те со уставот, те со закони, те со културни норми и вака натаму. Значи, господине Костов, треба да имате на ум една работа. Ова што го прави опозицијата се високо ризични потфати. И излегувањето во јавност на разговори кои што укажуваат на основани сомневања за тешки криминали, основани сомневања, кои што има индиции и покажуваат дека целокупниот процес во Република Македонија е тотално дефектен, значи тие луѓе не само што не се, како вие што сакате да ги наречете, тие се хероите на Македонија. Значи сите граѓани кои што се појавуваат во овој момент на улиците... Заев и Верушевски, на нив мислите? Сите граѓани кои што се појавуваат на улиците се хероите на Македонија. Тие работат за одвојување на партијата од државата и тие работат за враќање на државата во една нормална и функционална форма. Како да се за оние видеоматеријалите. Ама вистина, тој сегмент за одвојување на партијата од државата е дел од преговорите во Пржина. Да, ама види Љубиша. Ама они запнале, ова го гледам граѓанскиот сектор, она црвената книга што ја промовираат, ја напишав една колумна. Они запнале, сватиле дека некои политички партии се во криза и мислат воопшто политичките партии се во криза. Не е така. Уставот, законите за политички партии им дават легитимитет ако го добијат на избори, они да ги водат работите. Кога ќе го смениме уставот, кога ќе ги смениме законите, да граѓанскиот сектор седне со тоа пето столче или не знам кое столче, тогаш можеме да збориме дека може и они да учествуваат. Немат легитимитет, па така и јас сакам. Не говорим за граѓанскиот сектор. Сега ова пример го дадов за да докажам. Еве вака. Еве не знаеме како што вие мислите дека е толку споено? Па тој човек со тие луѓе што разговарал, па тој не разговараше како премиер на Република Македонија. Впрочем, од стапката најголема што ја направи, за што ја лично му замерам, кога напушти премиерската функција, јас тврдам доброволно, бидејќи така беше договорено со договорот од Пржино, а Заев не стогна болус да оди на избори, се дозволи, и како председател на партија, од време на време си прави брифинзи, каде што добива фидбек што му се случува на неговите представници во влада и во држава и во власта и дава насоки као владеачка партија што и како да работат. Тој не отишол во Министерството на правда, не отишол во Министерството за економија да држи предавања. Со своите функционери партиски разговори за проекти кои водечката партија на власт ги прави. Тој не е ни политичар, ниту премиер во заминување, како што твоите колеги велат. Тој замина. Човекот не е премиер. Што бара да разговара за државни пари дека ќе ги троши по Република Македонија? Па како загрижен граѓанин на оваа држава? Како загрижен граѓанин? Па тој ги прибира пред него да седат градоначалниците. Па не е коректно. Па како? И као човек кој 10 години ја градеше Македонија, најголемите економски показатели од 90-та година до сега се во тој период кој вие го напаѓате, и мене не ми е јасно како може и Светска банка, и ММФ, и не знам Doing Business, и не знам кои други листи кажуваат, во економските параметри сме меѓу најдобрите. Од многу држави во ЕУ сме подобри. И демек, не знам, националниот доход не бил толку, инвестициите многу големи, вакви онакви. Не ги респектирате тие работи дека подобро живееме, сте запнали, исцениравте една
политичка и силена криза со тие пусти разговори, тоа е политички војереизам на луѓето да им влезеш во увото, во спалната да им влезеш. Зошто тие луѓе економски добро ја терат Македонија, вие тврдите дека не биле добри политичари? Па не си идеални. Знаете што Нисмо анџели. Така па е. кои се ангели да те прашам јас тебе? Тоа е само што ние млад не- господине. Точно. Ама ајде да ги мериме придобивките, ајде да ги мериме негативните работи. И самиот тој премиер признаваше кога грешеле, се извинуваше, да ве подсетам на македонската јавност. Но кога ќе земиме колку изградиле, не се сеќавате така? Не се сеќам, зашто се извини да вака јавно кога... Снимки ќе ви дадеме, не се Не, сеќавате. ве кажете пред граѓаните да чујат. Да смериме колку работи, колку кога ги минуваше кадрите, ве ти кажам. Зашто се извини? Единствен За премиер, своите собствени единствен грешки? премиер кој имаше петля да смени кадар за грешка. Тоа ја не се сеќавам од времето на СДС, тоа ја не се сеќавам од времето на Бранко Црвенковски и на било кој. Видите, Имаше доблест да ги смени оние кадри кои грешат, а впрочем и човечки е да сгрешиш. Ама да повториш грешката не чини. А СДС 3 пати ја прави грешката. 92, 94, 98, 2002, 2006. Може да ви реплицирам Сите, сега? како не може? Не може. Сите показатели кажуваат дека кај ВМРО е многу, кај СДС е малку. Идеме со реклами, а потоа репликите, мала пауза, бидејќи мораме да ги запазиме овие термини за рекламирање на нашиот. Добро, завршуваме негдека за 5 минути, продолжуваме со вестите на ТВ Нова, завршивме со последниот став на Костов. Темата е таа, но очигледно без разлика на моите прашања, гостите расчистуваат работи кои што веројатно и македонското општество и преговорите во Пршино ги расчистуваат на овој начин, иако таму овие разлики кои што се сигурно на маса се обидуваат да ги надминат, но ние не сме во Пршино, ова е телевизиска емисија, можеме да подсетиме на разликите. Јосифовски, не ви го земам правото на... Гледайте, значи, она што го кажува господинот Костов, за мене е неприфатливо и меѓутоа јас сум помирен со таа работа како политичар од причина што знаете не можам да или не се обидувам луѓето да ги сменам во нивните ставови, особено кога се волкот сврсти. И сето тоа би било добро кога он би го говорил од политички став како аналитичар и тоа би било во некаква избалансирана форма. Господинот Костов кажа дека љуби да ја критикува опозицијата, се надам дека тоа и важело и во претходниот период кога ВМРО. Но она што не ми се допаѓа на пример во изнесување на вашите ставови, значи вие укажувате дека изминативе 10 години тече мет и млеко во Македонија. Не. Така јас ве разбрав, а претпоставам дека и граѓаните тоа. Многу добри економски перформанси од претходната власт. Ама гледајте, не можете после 10 години власт да се споредувате со власт што била претходно. Тоа е непоимливо. Па вие за која власт ми изборите претходно? Пред 2006-та? Не, За која? Епа не можете да споредувате. 10 години се овие луѓе на власт имат 4 мандата кои што ги кратат на изборите. Значи тие луѓе се повикуваат идентично како вас на некаква си невладина организација која што промовира некаков вестник кој што се вика Doing Business. Па дали вие знаете што е Doing Business во принцип? Принцип тоа е невладина организација, прави некаква форма на рангирање. Прави Светска банка ММФ ги кажав. Светска банка видовме каде е, си замина. И сега дозволете да се доискажам. 10 години што правиш? Дозволете да се доискажам. Светска банка. Значи, во најмала рака на ваква криза што ни се случува изминативе 2 години. Значи, тој што е на власт со цела мок која што има абсорбирано, требаше да дозволи на опозицијата бујрум. Какви промени сакате? Што мислите дека е труло во оваа држава? Дајте да го смениме тоа и да излеземе на избори. Сега го прави тоа. Не. Она го прави од кога излегоа бомбите на Виделина, од кога свативме на кој начин ги добивала претходните избори. И сега да расчистиме една работа. Джабе сум зборувал. Не е само што не си фатил од мене. Апсолутно. Ти кажав нема такви избори како ти што кажуваш. Гледајте, значи што е многу битно. Јас не можам вас да ве убедам во вашите ставови, но битно е македонските граѓани да знаат една работа. Нас не чекаат сериозни политички избори. Избори во кои што ќе имаме работа со луѓе кои што не знам на кое ниво е кредибилитетот и моралот особено во делот на политиката. Пазете, ние не се... Ако дојдеме до избори, сме расчистили некои работи, ако тоа се случи сега во Кој спроведе избори, знаеш? Државна изборна комисија. Па што? Па ја направивме така како што сакате. Добро, еве сега ќе видиме ако го прифатиме избирачкиот список. Може да се доискажам 2 пати. Значи само уште овој дел. Околу техничките детали на периодите што следат, има тамо представници од политичките партии ги решаваат. Она што е битно, мислам дека и кај вас треба да го осознаете како елемент. Македонија е во политичка криза сериозно, не 2 години.
Може би првата дата е 24 декември 2012 година. Економската состојба во Македонија е многу тешка. Граѓаните наоѓаат илјадници форми за да преживеат. И пазете, знаете што е најголемото? И тука ќе се вратам на личноста што ја спомнавте на почетокот. Во Македонија нема слобода и нема еднаквост. Нема правда идентична за сите. Селективноста и припадноста кон одредени политички партии стана примарно на местото на човечанството. И сега ние треба тука да дебатираме 2 часа, а пазете, јас сум убеден дека и вие ги знаете аномалиите на оваа власт. Да. Меѓутоа проблемот е што нив не ги дискутирате, вие упорно сакате да ми импутирате дебата околу Заев и дел од раководството на СДСМ. Па да. Пазете, коалицијата, опозиционата коалиција не е само СДСМ. Значи има една плејада на млади дечки кои што и вие и македонските граѓани тек доправа ќе се запознаете. Тоа што не се форсирани на телевизија да излегуваат секој ден, тоа е друга работа. Значи ќе дојдат младите. Шарената револуција и политичките партии и граѓаните е едно. Ќе му речем Љубиша форсира ги, а Љубиша ги форсира, ја лично мислам. Кого? Зошто? Младите не били форсирани. Ја мислам... Јас ви кажувам дека немате потреба да барате за секоја работа вина во државата, во опозицијата, особено не во Заев. Да, па во право си. Вие можете да го спомнете, например, да го спомнете Груевски за вчерашната изјава што ја даваше со 50 седнати градоначалници кои што дискутираа, слушај, што мислите да го направиме тоа и да вложиме така. И они како политичка партија си ги управуваат парите на граѓаните, без никој да му текне да мандат каже. за тоа. Ама човекот не е премиер повеќе. И дуи. Човекот не е премиер, председател на партија. Ама не може да ги управува државните пари, која ќе биде на власт, тогаш ќе ги управува државните пари. Ама на власт е неговата партија. Како види Љубиша. Ама осај сакаш да кажем нешто дека е непознавање. Ма ВМРО е на власт. Па вие се уште сонувате. Вие се уште сонувате дека сме во техничка влада. Не сме. Морам да ти кажам. Во моментот има политичка влада во Република Македонија. Коалиција е ВМРО ДПМН и цела една низа партија од 23 или колку се кај ВМРО. Значи и овде е Стевче со неговите. Значи политичка партија ме. Знаете ли кој крив за техничката влада? Председател на партија да управува со државни функционери. Даде оставка како тактизираше. Председател на партија јавно да излегува и да управува и да разговара за државни пари со државни функционери. Сакате транспарентност. Транспарентност која ќе биде премиер повторно. Сега не може да го прави тоа. Да ви кажам. Не, тоа е главната цена што ја плаќаме. И пазе, тоа е само елементарен пример на спојување на партијата со државата. Луѓето знаат дека партиските членови се исплепетени во државата. Значи се соочуваме. Комплексирани сте од Груевски. Не ви чини као премиер, не ви чини као не кога не е премиер. Што да го дај да го истераме од државата. Не, господине Костов. Многу полесно имаме решение на целата работа. Нека дозволи. Значи секогаш кажува дека има простор за опозицијата онака како што бара, а тоа никогаш не го дава. Еве, имаме барања во кои што дури и странците, нели како што рековте, се протнуваат одредени барања од типот на да може специјалното јавно обвинителство да работи. Нека дозволи специјално оделение во судовите. Тоа е во рамките на уставот, така? Значи нека не ги спречуваат полициските работници кои што го обслужуваат специјалното јавно обвинителство. Нека овозможи нормални, фер и кредибилни избори. Не треба Груевски да си оди. Ако може тогаш да победи, нека победи. Јас сум убеден дека нема да победи затоа што граѓаните се освестија. Кладиме? Да. Ајде. Ја викам дека ќе победи. Не победува. Ќе победи? Да. Костов, ја молам една минута. Не. Може да ви и побрзо. Сосема накратко. Убава беше, мислам, дебатава. Народот коначно дајте да не го спречуваме да одлучува кога се работи за негови горливи прашања. А тоа го прави Заев и СДС. Не велам другите партии. Значи, дајте избори. На избори. Фер, слободни и демократски, таа вашата измисленка кредибилна, ќе ми ја објасните после емисијава, и на избори кој ќе добие легитимитет, тој ќе прави влада. 24 април Заев препушти, а рече на 24 април Заев ќе ви се јави како премиер. Не бидна на 5 јуни, еве сега наесен или не знам кога, ама дајте избори, како беше она, дајте музика, ја овој пат молам, дајте избори, бидејќи јас сум граѓанин, јас сум загрижен за државата, јас имам фамилија, јас сакам да се гласа на фер демократски
и слободни избори, за да бидеме сигурни во безбедноста наша, економскиот просперитет и политичката сигурност. Значи никој не е против избори, само Не, како не? Зошто не ги дават? сите се против терминот. 2 години е Зоран Заев против избори. Подготвени условите за кредибилни избори и мислам дека тие мали разлики ги прават поместувањето околу термините и околу тоа дали има или нема. Љубиша Кракова бев. Не, тоа е ваше право, Да, се бидете да, такви да. што сакате да бидете. Да, да. И благодарам за учеството во емисијата. Мислам дека и да продолжиме Благодарам и ние, честа беше разговараме, ако имаме други Ми термини. беше драго со овој мат, господин Отворени сме за Благодарам. дебата. Благодарам што бевте гости. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Бидете со телевизија Нова, останете со вестите за 5-6 минути.